Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ја привршуваме и оваа работна недела. Врело попладне, врел викенд пред нас. Што значи, ете, гледајте да ја задржите некако барем на внатрешна температура во оние предвидени оној предвиден опсег на нормалното. Затоа ете предлагам да на слободна тема се опуштиме, а не да одиме во насока на концентрирање и се што би ни предизвикало дополнително загревање во ете и онака топлото време и периодот кој е пред нас. За да со други зборови можеме и да онака на таа работна температура и од понеделник продолжиме да функционираме. Слободна тема, еве го, да, веднаш речено, сторено, ветено, сторено, како оди тоа, еве и тука. Немам магично стапче, но како кажам, еве гледате, излегува така. Кога така би излегувало и од она што ќе кажат политичарите. Но не е дека не може, ова треба само да сте ускладени како што сме ние, еве, со техниката, со режијата, се е организирано и се функционира. Сигурен сум дека и ние ќе функционираме. Мислам на вас пред се. 60-91-924, 60-91-925 се телефонските броеви, за кои исто така не уверуваат дека функционираат, што значи дека, еве, можеме и официјално да почнеме. Повелете, добар ден. Да, повелете. Вие сте готово, прв, ајде, повелете. Чудим. Одлично, добро. За промена, ете, ги промешавме коцките, да. Би сакал да дискутирам за ова некоја изјава на премиерот, некако со математикиве. Знаеш, за тога ме чуди и стварно се чудам дали ние сме граѓаните луди или некој не прави со сила луди. 328% покачани пензии. Да, добро. 328% покачани пензии. Читав објаснување дека тоа е брзината на порастот и така натаму, а не во проценти, дека 70% побрзо расне платата отколку и така натаму, да. Да не веде. Видите, тоа се тие математички... Но како и да е, тоа се тие политичко-математички... Играри. Да. Меѓутоа би сакал... И троштини, како и да е, добро. И да. Би сакал да објасни премиерот зошто дозволива, а никој не го прашува, гледам за таа работа, а прески со неговата изјава, ако се најдат нови докази, ќе се реотворила истрагата за модуларната болница. Сакам да го прашам јавно вака. Врз остава новие докази сега што ги има, дали има криминал во модуларните болници или нема? Тоа треба да го каже. Не ако се најдат нови докази. Тоа сите знаеме дека ако се најдат нови докази, има право нешто да се реотвори. Освен тоа, 5 години поминаа веќе, што да се наоѓа? Значи, моменталната состојба што кажува? Има или нема? Тоа е една работа. Втората работа, зашто врзостано на моменталните докази што ги има државата, не поведе постапка за криминалот што го има и што се знае? Или што се отворени постапки? Еве да речеме, например, за фирмите на македонските политичари во странство. Или за да не... Да, добро е ти тоа, додека се нареди, нема време на вистина, но ете, докази. Па прво треба да се најдат, да излезат сите оние податоци, кои се тие фирми во странство. Значи се е тоа, ете, овој кажал, оној кажал. Затоа и тоа генерално, мислам, доколку постои или се што постои, клучниот момент е се што потенцијално може да ви донесе нешто, како би кажал министерот за внатрешни клопчето, за да почне да се одмотува, треба да излезе првичниот момент. Затоа тој генерално е во онака низок профил. Има фирма, има државјанство двојно, има така, кој да е, не е битно, велам, воопшто од таа провиниенција, опозиција, што и да е албанска, македонска власт. Генерално тој или се игнорира, или не се коментира, или ништо. Едноставно не се придава значење никакво. Затоа што ако тргне нешто во таа насока, да, но фирмата била, готово ете, фирмата и клопчето ќе почне да се одмотува, како што
вели министерот. Иако и тогаш нема што колку пати клопчето се одмотувало, па не се одмотало. Ни за тие хибридни напади, ни ништо и така натаму. Се одмотува, уште малку ќе биде и не се одмотало никогаш. Но најдобро е и да не почне да се одмотува. Таму каде што одговара да не се одмотува. Од друга страна, затоа што другата страна, која и да е, велам, затоа, за кога и да станува збор, затоа што другата страна инсистира да одмотува клопче. Дури и да најде и ако нема нешто да стави па да одмотува. Затоа колку може да се држи тоа воопшто да не се појави клопчето. Тоа е како со името. Ако сте го ставиле тоа, името е прифаќањето да се дискутира за, не знам, промена на име и тие работи е веќе ставање на клопчето. И секој веќе ви одмотува, замотува, вплеткува, прави сега име, утре знаме, па уставни измени, па вакви, па такви. А во друго нема клопче, нема што, какво име, какво што. Не зборуваме за ништо. И тогаш е поинаку, а вака нема крај после. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, поздрав. Да го прашам предходниот што со години плука по власта и ВМРО, а ги брани предавници од СДС. Логично прашање, дека он мисли дека е голем логичар. Прво, зошто 5 години се чекаше за да се донесе оваа одлука? Зошто е донесена сега кога треба бази да си замине, нивниот човек што го ставија да биде обвинител? И најважната логика е тоа што изгореа живи луѓе за неколку секунди, а модуларна болница, прашањето е зошто прво е направена таа модуларна болница со ефтин, да кажеме, брзо горечки, како се вика тоа? Материјал, што е градежен. Материјал, да. Значи, прва одговорност е тоа зошто е ставен брзо горечки. Второ, лесно се испитува тоа дали е платено скап гипс картон или е ставено ефтин, тоа значи дека е во прашање корупција. И тоа во времето кога другар му на Ангјушев, другар му на Филипче беше, а овој одлучи онда ја гради, кажи го, модуларната болница. Толку за тоа. Вчера спомнав за спрегата нотари извршители. Не за да се жалам, па да ме напаѓа таа СДС-овката, него за да им кажам на граѓаниве да се разбуда дека утре на нивна глава тоа ќе се случи. Значи се работи за исти нотар и исти извршител. Едното е од лани 150 евра, другото е од пред 4 години 200 евра казна, нити сум известен, нити ништо. Директно на извршител. Зошто се чекало 4 години? Зошто не се јавиле барем преку телефон? Ја лично немам добиено никаква опомена. Тоа е приказната, а не да ме напаѓа дека... Така, благодарам. Истече времето и јасно, тоа е да дојдеме до суштината, да го отвориме како тема, да истражиме како медиум се едно. Дали, да речеме, има можност и право човек да оспорува, да се жали во ваков случај врз основа на тоа ако нема примопредавање, ако нема извршено достава соодветна. И тоа не може да се докаже, затоа што овие случаи се доставува со онаа доставница препорачано со подпис и така натаму. Доколку не е тоа исполнето, може ли да оспорува? Едноставно, тоа е како да или ве има или ве нема, во емисија сте се јавиле, или водителот е тука или не. Ако не е тука, не може да зборувате за него дека правел нешто кога го нема, или не е известен. Во таа смисла, не е доставено нешто, може ли едноставно сето тоа всушност да биде на некој начин оспорено, токму од аспект како што се оспоруваат сите овие предмети, не знам, не бил или рочиштата. Откажано рочиштето, судијата, не знам, не бил, не дошол. Откажана седницата, уставен кој да е, немало кворум. Каде се, што се, па што ме интересира, ајде одре, па нема. Па нема, ни мене не ми е доставено. Како може да затоа што врз основа на тоа што ќе се достави, таму има и одредени рокови на жалба и така натаму, но стои почнуваат да течат откако ќе се достави.
Сето тоа тогаш е спорно веќе, ако не е доставено, не може ниту да се активира тој процес. Затоа велам, интересно е и битно, не е само интересно, да се преиспитаат тие работи. Постојат ли такви случаи при недоставување, при значи едноставно не применување, не почитување на тој принцип на примопредавање на пратката, односно евидентирање, да има основа да тече и понатаму процесот. Теоретски, значи, се е можно човекот. Може да е во странство, може да е починат, може да е не е битно. Вие водите постапка. Како? Тече рокот за жалба, се констатира не се жалел. Не добил, како да се жали? И така натаму. Значи, спорно е, клучниот елемент не е доставено. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Да, и вам убав ден, повелете. И па вака и се, јас сум, значи, не знам, еве, овдека читам, значи, пожарникарите каде што гаселе, значи, толку биле изморени и све, и у манастирот сами си направиле торба да јадат. Па дали има некој на вие пожарникари од овие олигарсиве, да им прати вода, да им пратат храна таму? Па дали ова само кога ќе имаат мака, тогаш за гасење, ајде? Дали тие пожарникари, ја не знам колку плата имаат, сигурно имаат помало од овие што работат во собрание и целен што зборат и само што оговараат едни со други. Значи, ова е нешто срамно. Треба подхитно и на кој се на одмор патем сега ете? Па, сигурно, овие ќе гасат овдека, па дајте бре луѓе, имали овие фирми, па влада, па било кој нешто, нека однесат храна, вода на тие луѓе таму, и пожарникари и други има што се борат со овие огнени стихии. Само бараме помош и овако од нив, а никој ништо не им помага. Ова е срамно да ви кажам. Каде е човечноста? Значи, само умили треба да бидат овако. А за координаторите овдека се секираат кои им платиле, не им платиле и само ги редат координатори. Што ќе се ова волку координатори? Значи, стварно сум многу револтирана за пожарникарите ова што се случува. Дајте некоја човечност, нешто нека се случи. Не само толку ли нема да се однесе оваква храна од, не знам, од ресторанти, од овие вода што продаваат, што е вети во Кичево, што е направено. Таму забетонирале некој извор на треска, а таму се полни вода. Значи, некој при овај се профитира од тој извор и ја продава водата. А века има еден куп аномалии, ја не знам дали некој, ова треба некој инспекции, пошто, повеќе да има и да сегдека да идат и да шетаат и да гледаат сегдека што се продава, што се прави. Буквално се краде, не знам друг збор, не можам да најдам да речам порелевантен. Значи, стварно треба нешто да се направи, пак ќе кажам, гледајте. Ви благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Почитан родител од име. Да, поздрав, повелете. Не еднаш во вашата емисија сум кажал дека навојот на злобата не се прикрива, почитан родител. Тој што е злобен, тоа е во магла, само задоволство. Ме разбирате, тоа му е душевна храна. Сега предходниот кажа живи и изгореа. Пазете, кој ја тешка реченица, живи и изгореа, ги употребува зборовите на неговиот лидер, на чизмата, кој што верувал или не. Ја слушав неговата изјава коментар. Во неговиот коментар на 6 пати, Господ слуша, проверете, на 6 пати потенцираше живи луѓе изгореа. Тоа ли е премиер, почитан родител? Тоа ли е речник на премиер? Плика од него злоба и ништо друга, почитан родител. Човеков не да загрижува, него не знам како ќе заврши, психолошки, психички. Почитан родител, па упорно спомнува Талок. Талок па Талок. И сега ја како Диме да прашам, кој Талок се крие во Минчев, во габаритот на Минчев, во габаритот на Клековски, во габаритот на Јаневска, се министри, во габаритот на ова за финанси, па и оној габаритот што им е таму во ДПМН, координатор Мицевски, како се вика, кој Талок во нив се крие. Како не му е стран со тие изјави. Брука невидена. Брука печат ни дава на Македонија преку него, на зло и простотилук.
таков човек ја води државата. Благодарам ви пријатно. Благодарам, поздрав до вас. Добро, тоа е, прашање на таа рафинираност, префинетост, истенченост, начин на изразување се. Мислам пред се на тие кои се на функции. Ова сега меѓу нас дискусија и така натаму. Да, добро би било, но не задолжително, добро би било да одиме во таа насока на крајот на криштата и заради почит и така натаму кон настраданите. И има и тоа како, но велам, особено од тие кои треба да бидат репер, да внимаваат на речникот, а не случајно се користат тие термини, а потоа и преминуваат во навика и кај останатите, кај граѓаните, јасно, за да се истакне. Да се истакне тоа што им се става на товар, на оние на кои сакате да им ставите на товар, па да се направи товарот уште потежак. Инаку јасно, може смртно настрада во пожарот, толку мина трагично настрада во пожарот и така, без да прецизирате тоа што е, како е. Тоа има, нели, во Србија имаше со оние масакри и така што правеле бандите, па политичарите нивни исто опишуваа како кој, не знам, сецкал мелел и слично. Тоа е тоа ниво и линија до каде како се оди, тоа што е направено, трагично е настанено, или масакр е извршен и слично, а сега деталите понатаму, има исто, вадат и слики некаде и покажуваат, тоа е веќе, велам, влегува во друг дел. Инаку ете, токму сега и во Индија, прочитав во амбасадата на Авганистан, има свеченост, одбележуваат 5 години од доаѓањето на талибаните на власт. Србија испратила своја делегација. Ние не сме, веројатно, како да кажеме, визави токму тој начин на таа култура на изразување се спомнува и тоа. Ние не сме талибани, не се однесуваме талибански или тие талибанците и така натаму. А сега имате таму официјално прием. Затоа велам, тоа е тоа што кој како ќе каже и што ќе употреби, не толку ние како глас на јавноста. Ти на крајот на криштата и треба да се слушне глас на јавноста, некогаш и како револт и слично. Да каже да, ово изгорел или што како. Но овие треба да се нешто што ќе ги држи работите сепак на некое ниво, смирува и не дозволува да излезат од контрола работите, камоли да разгорува, но да остане на тоа што е. Трагичниот настан, кој смртно во пожарот и слично и така натаму. И тоа се знае што е сега. Па кој седи ги гледа вестите со комшија дома и така натаму, ќе ка да бе, види што овие изгореле и така натаму. Добар ден, повелете. Ало. Да, поздрав до вас, повелете. Добар ден. Исто така да, повелете. Ќе се осврдам на 3 теми. Едниот гледа што кажуваше за слушателите, тој беше деполитизиран до пред изборите и реално зборуваше за состојбата во Македонија. Јас сум деполитизиран, не навер за ние на политичка партија. И сега, како доби ВМРО ДПМН, тоа е негова, значи има негова слобода. Ја не сме да биде политизиран, не сакам да добие политички партии, криминални групи, значи да биде член. За време на оваа партија сега која е на власт, на која тој љубител и голем бранител, Маневски беше министер за правосудство, го донесе овој закон за вршителите. За време на оваа партија е трасирана автопатот Кичево-Охрид, кај што е направена се голема штета, сите извори се, стручњаци кажуваат по социјални информерни служби, Фејсбук и така натака, стручњаци испитуваат дека водата, треската, неката вода, загадени изворите присуствуваат. И патот више не може да се пушти од Кичево до извор. Значи, те ќе преводите, а тоа со години се го кажува, со години и години се апелирал. Прво треба да поминат преку има свето место, тука изгради, тука никош не да поминат. Сега патот се пуштуваат, се прави нов приклучок од извор селото. Меѓутоа пак понад течењето на реката Треска одите. Задниве денови се случуваат во Кичево. Да читам дека градоначалникот апелира да се носи сметот комуналец да носи во Русино, кај во та некоја што била депонија на повеќе општини. Тие 3-4 дена на јавното претвори комуналец од Кичево.
На 10 различни места ги му носено сметот и тука се прават диви депонии. Тука се погодни се за пожари. Прво беше во Цер, Црско, Иванчишта, Елоес, сега во Душугубица, па иде надолу тоа све над реката Треска. Све кај што имат притоки. Значи немаме власт, имаме злосторници во Македонија ние. Фала. Благодарам и јас. Поздрав до вас. Повелете, добар ден. Ало, Да, повелете. вака, гледам пред малку на една одлична телевизија, многу блиска до власта, што е сега моментална. Аха. И нека демагогија пуштаат околу тој Ловица Штука рудникот. Деме не биле сите за да протестираат, да се бунат тие работи. По големиот број соди сакале се залагале за да проработи тој рудник, макар бил на висока цена, требало ние на американците да им испорачаме за шаку долара, што викаше еден филм порано. Па добро, не шака, шепа долари, како би кажале, источниот сосед, шепа жолтици. Ангажирале некој пензиониран таму. Но аргументите се растат цените на бакарот, секаде ние седиме и гледаме. Види, да се доларите без со покритие, јас се нафаќам. Боле да даде американецот некоја технологија да донесе на вака, го замена за бакарот, него таа хартијата да ни ја даде. А исто имаше една Здрава Македонија, една група таму, па еден па пишал пензиите требало да бидат 80% од минималната пензија и тоа било супер, подобро нема за спас на фондот. Од плата, и така, тој нека се жртвува, ние ќе си бараме на другото. Иначе вака една тузна работа гледам сега на Facebook, тука ми е пред очи едно детиште, го гледам некој 10-12 години. Прв муавет што го каже, ама збеснува, збеснува, значи што не се случува по оваа планета Земја. Give me the drug, на енглески. Дајте ми дрога. Абе, готов, да има некој пред него ќе го утеп. Ако имате Facebook страна таму телевизија, ќе гледам да ви го пуштам. Ајде да, секако да благодарам. Па тоа е тоа што се случува кога работите ќе дојдат до тие граници, односно излезат од границите, тогаш веќе нема граници и ете, тоа се случува. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Слушав еден муабет сега на телевизијава, зборува живи изгореле. Ами ако биле умрени, джабе ќе кажеш дали изгореле, не изгореле, умрени биле. А ова живи изгореле, па живи изгореле. Добро, па затоа елам дали се загушиле од чадот предходно, па може и починати гореле и на сето тоа велам и пиетет, треба да се има јасно. Едно е да се починати, исто се паќе, дали изгореле, не изгореле, починати се. А од друга страна живи, па тие живи изгоре, како? Што ако кажел дека живи? Живи изгоре, тоа е точно. Него, еден друг човек ми кажува, за некој Ѓербанија или не знам од кај бил, правих не муавет и ми кажува вака. И као Ѓербанија, ако имаш стан, не те следувало туѓа нега. Мајката. А некој човек имал 20 станови, 20 куќи и земал туѓа нега. Па и да мала му била пензијата, па од жена му е наследил пензијата. И вика, никош не кажува што работел тамо. После вика, абе одел на гробишта, секој ден имало умирање, ќе си руча, ќе си собери за дом и тоа. Затоа вика не кажува, ќе го прашувам кој е тој, не ќеше да каже. Кој бил тој човек, што знам. Па донирал, не знам шо, па сега се плашал да не го тепа да дојди вамо. Многу приказна слушна, што викам кој е тој? Абе, мора вика, знаеш, се јавуват по телевизиите, викам не знам за кој зборуваш. Има секакви луѓе, некои се палат, некои се плачат, некои зборуваат што е реално, некои што не е реално, некои го критикуваат медскоски, некои го фалат, јас ќе го пофалам, некои ме критикуваат мене дека сум бил со СДС. Не. Јас бев против Груевски, а не сум со ВМРО. Така да, ви благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, повелете. Благодарам. Молам. Еве, сакам најпрвен вас да ве поздравам. Ви благодарам. Дали ги скучи?
Само момент. Да. Исклучив, нели? Во редиот се функционира добро. Нешто мени добро. Така, да. И да го поздравам господинот што вчера ми рече дека треба да се засрамам. Не се срамам. Сакам да му кажам дека Да, слушам. дека не се срамам, бидејќи зборувам вистина. А вистината и не треба да се украсува. Кога ќе изгорат живи луѓе, тоа е еден монструозен чин, најмонструозно. И така и треба да се изговори. Само кога се соочуваме со вистината, кога е најгрда, можеме и нешто да промениме. Нека ме омалважува и друг пат ако не се согласува со моето мислење, мене тоа не ми пречи, а јас го разбирам господинот, бидејќи потешко е да ја прифатиш вистината, отколку лагата лесно се прифаќа. Лагата, сите сакаме да не излажат. Боли кога се зборува вистина. И сакам една асоциација, ме подсетува на Достоевски во делото Идиот. Па честните луѓе во ова дело, Достоевски ги нарече морални идиоти. Јас многу често се доживувам како морален идиот. Ама оние што лажат, крадат, убиваат, еве пироманите, еве клептоманите од буџетот, тие ги нарекува елита. Тоа е период кога се распаѓаше царска Русија. Та јас сум морален идиот, еве. Нека биде во право господинот. Благодарам. Ви благодарам, ве поздравувам и апсолутно да, не би требало ниту вие, ниту кој да е, да го допира или да чувствува дека некој го омаловажува. Напротив, поентата ете, ако околу ова што се загатна таа не е терминологија, начин на изразување и така натаму, тоа всушност не би требало да прави раздор ако постојат различни мислења што е посоодветно едниот пристап нете. Туку напротив да се отвори токму дискусија дали не знам едниот пристап е посоодветен, пиетет кон жртвите и така натаму, или напротив другиот пристап при кој работите би требало да се наречат со вистинско име, особено кога се такви сериозни. Повелете, добар ден. Ало? Да, се слушаме, повелете. Поздрав од Битола. Поздрав до вас, да, повелете. Слободна тема, така? Така е, да, повелете. Сега вака ќе кажам. Вчера во видеоството јави дека случајот со муниалните болници е затворен. Значи нема никаква вина. Така е, нема крив, да. Нема крив тоа да сарува. Мицкоски не можеше да издржи денес изјави пред публиката, пред народот, дека тоа дело никогаш нема да застарува, се закани дека поново ќе се испитуваат случаите, ќе се бараат докази, поново ќе се реформира. Значи, не било правосудството право, не било виделството право, значи така постапи Мицкоски. Меѓутоа, исто се случи и со мазутот, кој заврши делото, памтите за мазут што беше возено мазут? Да, како не па. Да, и тоа дело се заврши и со него се закани дека ќе има поново истражување. Сега ќе кажам, ќе прашам Мицкоски, зошто ништо не рече за Тали, за градата на ВМРО ДПМН, дека тука било правосудството исправно било. Како може ваму не чини, а овде чини правосудството? По кој основ тоа го вели Мицкоски? Значи, тој диктира услови што да работат судите, што да работат обвинителите. Фала многу и пријатно. Ви благодарам, ве поздравувам. Во реде, како принцип, како процедура, како состојба поточно, има дела за кои ете не можат да застарат. Но ако не обезбедите докази, односно ако нема докази, не може ниту да се решат во насока на тоа обвинителството да го докаже делото. Во овој случај, ете, 5 години и резултатот е таков, нема кривична одговорност. Кој да е, може да каже и Трамп да каже, нема никогаш да застари. Што кажува таа изјава, нема никогаш да застари? Па всушност ништо не кажува, едноставно, ако немате докази, ќе стои така. Најдете и поднесете докази дека е поинаку, ќе се отвори тој кој да е друг предмет.
Седно, има со децени во светот, не само кај нас, нерешени убиства и слично. Делото не е застарено. Немало докази, нема решение. Не се знае кој е. Најдете. Докато сега прочитав пак по 40 на 50 на години во Соединетите Американски држави е решено убиство на некоја жена која ја убил соседот. Тогаш бил млад. Сега се уште жив, не знам, речи си 80 на години. Но го откриле, значи, се појавиле докази. Па нема да застари, нема да застари. Тоа е се. Најдете, поднесете докази дека е поинаку од тоа и не е проблем. Тоа е тоа, велам, поднос на не е поентата да нема застари и ќе биде така ако нема докази други. Работата е како да се дојде до она што сакате да дојдете. Ако некој смета дека е поинаку со модуларната болница, тогаш е подобро да најде докази и да го затвори тоа поинаку, обвинителството. Ако, исто, се смета дека е подобро без уставни измени да се оди и дека може да се влезе во ЕУ, ајде исто и тоа да се направи. Инаку се ќе биде никогаш нема да застари. Нема да застари ни францускиот договор, ќе стои, така тие ќе тераат свое ние. Наше нема да застари и ова ќе биде нема докази. Нема докази не значи дека е во ред, но едноставно се затвара истрагата, се затвора во овој или секој друг предмет. Затоа и го спомнав ова со убиство и тоа. Не може да се утврди, да се најде причинско-последична врска и тоа е, најдете некоја врска, поднесете, ќе ја види обвинителството, ќе истражи, ако има основа, ќе докаже. Некој друг потоа може да најде докази дека нема вина, па ќе го докаже спротивното. Но за се потребни докази како и ние, затоа не само така е, затоа што јас велам. Па дајте докази и аргументи. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Вака еден чичко од село Гајранци, Пробиштипско. Пробиштип, повелете, браво, да. Видите, господине. Да. Овие луѓе, дали знаат колку е довербата во судството? Дали се имале некои трагични случаи у фамилија, па лака ќе дворат, ќе оправдуват судство? Чи пари се крадат тие, бе, господине? Сите сакаме пензија да ни се каче, плати да ни се каче. Па нели гледаш арамија и да учишта секојдневно, бе? Погледи данот на имо само пријатело на почитуваниот Заев, 22 милиона, бе, господине. Па погледи Декај Ковачевски, Рашко, Зекири, Ден Дончев. Па знаеш што се плачкаве, господине, кој одговара? Па тоа судство за тоа 2% е многу, бе, господине. Тоа е многу, веруј дека многу е. Па мора да се реши еднашка вака да иде, бе. Сиромао секој пат плаќа, бе. Па се на милиардери, бе, погледни што се работе, бе. Па дали има такови луѓе што штитат, што бранат, бе. Па ја би го прашал тај Диме секојдневно, што се јавува, да е негово челот, дали вака ќе зборе, ќе ми кажува чизма. Не дај Боже да му се десе, па ќе го прашам ја тогај. Ово е жално што оправдуваме да чиста криминали, бе, господине. Се е подста на работникот, а не е тоа од ведро небо паднато. Нити СДС, нити ВМРО. Тоа е на народот грдено, на народот е крдено. Наместо да се награде народу, школи да се деца да не бегат у странство, кради и плачка, и каде е Ден Дончев, Австралија, што не го повикат? Каде е Ковачевски? Зекири што биде? Рашко што биде, бе, господине? Траат како, ај сега да не си изразам. Срамно е и жалостно е. Благодарам, поздрав, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, вие сте, повелете. Даде сум јас? Да, вие повелете. Мило ми е. Исто така и јас. Јас не сум сезнајко, меѓутоа сакам да се јавам само за модуларната болница. Да, кажете, да. Затоа што некој пака со подсмев велат зашто од кабелот изгорено. Не е изгорено од монтажниот кабел, него од продолжениот кабел. А овие што се подсмеваат, нека одат, нека купат сега кабел кој пишува 3 пати 2,5 на него
а во стварност не е ни еден. Ни еден. Зато е танок. И тоа не го купи, тоа веројатно некој го купил од овие што сакале кафе да направат и тоа. Од тој кабел кој ќе изгоре на тој воздух таму не се гаси. Тоа е ме иритираат кога се подсмев. Нека проверат кабел кој бил пред 20-30 години и што пишува 3 пати 2,5 и ќе видат со овој сегашниот што исто пишува 3 пута 2,5, а не еден камо 1,5. Тоа изгорело тој кабел. Иначе немам кого да бранам, немам никого во Тетово, немам никого ни од изгорените, нити од осудените. Само е во доменот мојата професија, која сум од 64-та година по овој занает. Имам монтирано згради и 300 работи. Па само тоа е до кабелот. Продолжениот кабел кој е многу тенок, а пишува дека е многу 3 пута 2,5. Да би 3 пута 2,5 оригинал не би изгорел. Тоа е. Иначе тоа е по закон направено. Така, ви благодараме, те истече времето. Поздрав до вас. Повелете, кој ни е следен? Исто, добар ден. Добар ден, повелете. Јас од Пинтија што овој полицајот до Петров Бродо што ме споминеше. Да му кажам дека ќе ми давал, нели, секој месец од пилјарата. За вас ли тоа спомнал тој? Добро. Да, за мене. А пилјарата ја затворят кога зврка у пензија го извркаа да су. И Толумби нели на распиеше повода да не кажам. Сега друго да ти кажам за овој. Ама значи нема пилјара, така? Сега нема пилјара. Ја затворил од кога го извркаа, нема више не вреди, не значи не постипи. Добро. Од земјоделците. Го извркаа со сила у пензија. Вака сега, за овој што се јави за Талир, што разбираш? Да. Јас знае, со татко ти имаме заеднички другар спортиста, ќе те кажу најсилниот спорт, најтрофејниот. Они ја украдоа Бишачка само за спортска медицина таа зграда. Ние земаа, ни извркаа, докторите избегаа Србија. А ние Талир си го направиме доброволно со сите фирми дадовме, сите ВМРО-ти, значи со душа и со сите, мислам, даруваа да направиме и фирми најголеми. Поклон даваа да се направи седиштето на македонската непобитност. Веруваш ли? Друго нема што да го демантирам таму да не сме да четка. Тоа е направено од парина, од душа, од срцето на ВМРО-ти, кои го сакаат партијата. А овие украдоа, зградава беше завод за спортска медицина, ја украдоа, ни избркаа све од ни динар не даде ни. Затоа немој да споредуе со Талир. Друго, поздрав и со нема што да ти кажам. Благодарам, поздрав до вас, до слушање. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Да, се слушаме, повелете. Бидејќи е слободна тема, така слободно ќе се изразам. Така, да. Значи, вака што си се напаѓаме меѓу себе, ја тебе ти мене, ние што добиваме понекогаш ретко врска, значи секој треба на своето работно место да биде одговорен, најодговорен. Не можам да речам сега што други биле виновни, некако донесе некаква пресуда судот за модуларната болница, мислам. Еве сега случајов е со Кочани. Што е виновен премиерот или министерот, например, таму што се случувало? Си зел имаш работно место и треба да секој да внимава на своето работно место. Нема позади нас кај што работиме, например, да ни иде премиерот или министерот. Секој на своето работно место треба да биде одговорен. Од неодговорности настануваат трагедии во животот. Али некако има некаква пресуда судот сега, дали идеално донел, не знам. Имаше 20 доктори обвинети. Значи, треба да внимаваме, државичево да си го сакаме, меѓу себе да се почитуваме, да гледаме што побрзо да направиме некоја стапка во Европска унија, затоа што останавме веќе мал народ сме тука, мала државичка, ни треба помош, а добро е да бидеме здружени во повеќе држави.
Да не се плашиме толку од бугарите, толку националности имаме ставено тука во уставот, таков е нашиот устав. Овие, оние, што има да се плашам од бугарите? Бугаринот си е бугарин, јас сум си македонец, допрва некој ќе ме докажува, треба секој на работно место да си го почитуваме минатото, нашите значајни личности, толку можеле, толку постигнале. И Тито толку можел да ни даде ова држава. Убава беше да ни биде цела Македонија, кај што имало населени македонци. Да си го почитуваме Блаже Коневски, да не го правиме мало човече. Значи, секој на своето работно. Така, ви благодарам. Поздрав, добар ден. Добар ден, Ишо. Да, се слушаме, добар ден. Убав ден, секој нешто, секоја чест, водите емисија, немам нешто против телевизијата. Ваша ни против другите. Ама че замолам една работа. Кажете, да. Ако можете да покрените една акција преку сите медиуми телевизии, новие овој од Дишани и од Крушево, дајте му уште една пензија. Дали седа пред вашата телевизија или утре пред другата, пред третата. Дајте ве сите теми. Јас се јавувам кога ја знам темата. Овие нема тема што не ја познава. Ајде нече ви за Љупчо, ама Љупчо барем е на темата, ќе кажи нешто. Бре, овие нема што не знае Исо. И си мислам, утиве луѓево, треба да бида во парламенто, треба Мицкоски да го сменат дури. Овој мојот комшија од Крушево бидејќи јас сум од општина Кривоградска. Може би ќе бидат препознаени талентите, нас ни требаат квалитетни луѓе. Да, па тоа зборувам, Исо. Тоа зборувам. Немојте такви луѓе да им пропуштиме. И јас сум досаден. Ама реков, ако не ми годи темата, се чувам, не знам да одговорам. Како ме може на секоја телевизија, која би во тема ти знам? И ути јас не знам дали сум глуп или што е работава, не знам. Биди ви поздравен, Исо, така ме расположен да те поздравам како човек и особа. Ви благодарам, ете, на вистина човечки, бидете и вие расположени. Не е апсолутно ниту дали некој повеќе помалку интелектуално. Тоа се сега тие нијанси, дали ја кажете некој, дали сте глупави или дали, не знам, интелектуалните капацитети му се. Тоа се тие разлики, можете да кажете на милион работи, на милион начини со различни зборови. Едно те исто, затоа е и она во дипломатијата, дипломатски речник, дури не ни кажува директно, а се знае што се мисли. Ние би направиле вака така нешто добро и така натаму, а вие веќе го толкувате. Но велам, не е до тоа, туку едноставно зависи, некој си има специфика за некоја одредена област, некој ги следи работите онака по широко и импулсивно, има на повеќе прашања од различни области, што да каже, или има свое мислење, така што и едното и другото е добро, и да сте пак со одредена специфика, тогаш се фокусирате во длабочина на таа една тема и да речеме сте за неа соодветен. Тоа е и она што ни треба и нам во политиката, да има и луѓе кои се фокусирани конкретно. Особено тие позиции, дали се Агенција за храна, ветеринарство, јавно здравје, земјоделство и слично. Точно да е фокусиран на тоа. Нема што тој со некоја широка лепеза да се занимава и ова знае и тоа знае. Не знам, или Клековски, ова да објавило комуналец она, дајте Министерство за здравство што работи тоа, да го сработи, а кој што како ќе бркаме ние кој треба да објави. Во таа смисла, но, значи, има затоа МВР, има Правда, има други институции кои ќе излезат. Вие треба ова да објавите, не сте објавиле. И така натаму, или правосудство. Правда судот да пресуди тоа така, а чекајте вие што министер или не знам кажува. Дајте тие имаат што како да кажат свое. И слично, тие пак тамо свое си терат, а ние немаме мнозинство, Бадентер не се собрало. Ти си за предметот дојден или национално да тераш. Дојди па изгласај го. Бадентерот значи бидеш присутен, не да не доаѓаш. Тоа се тие работи за тоа. Па јас Бадентер, а немам кворум. Дојди па не кревај рака. А не си дошол на работа. Така што велам затоа
различно за одредена област, некаде е добро да сте во одредена специфика, некаде и да имате широко онака широк делокруг. Повелете, добар ден. Добар ден, убав ден. Да, и вам убав ден, повелете. Благодарам. Ја ќе зборам околу прво за Комарецов. Ја ми се скини дека стварно не сме ја презеле озбилно работата и ово што ни се случува ми се чини дека е заради што не сме презеле со време мерки и ќе, значи, сега треба фактички да се уклучи цела нација, сите македонци, стигне каде што има застојани води, каде што има вирчиња кои што после легло за комарците, треба сите да се ангажираме, да ги превртиме, ако треба со земја да ги покриеме, фактички да не створиме услови да се размножуваат. Но и да побараме помош од египтјаните, бидејќи тој Комарец е дојден од тамо и тој е надвиен од тамо. Како се справуваат тие тамо, треба да ги земеме нивното искуство, да и со други земји каде што има поголема масовност, да ги искористиме тие нивни знаења и стварно ово ќе биде вака како што иде не се намалува, но се зголемува бројот, да речеме, на болни, на починати и на респиратор ставени. Мислам дека треба тоа да се, значи, преземат патни мерки. И второто сакам да ги на пожарите. Ја ми стварно не си ја сакаме државата, да се на секој чекор палиме огној, на секој чекор гледаме, значи, уништување на националното добро. Ја не знам дали стварно луѓето не размислуваат дека единствениот производ кој во светот не се купува, тоа е кислород. А дали не размислуваме дека палењето на шумите ние фактички го уништуваме најпотребното средство за живот, а тоа е кислород. Бидејќи без него не можеме. А кислород го добиваме само од шумите, од тревите, од сета зелена маса која се окружува. Дали стварно не размислуваме и овие пироманите треба да размислат дека и тие шум. Благодарам, поздравувам. Јасно сето тоа е во делот на таа и превентива, особено со западно-нилската треска, сите тие препораки кои ги добиваме, а веќе смете и до крајот. Со тоа што помеѓу оние препораки, помеѓу другите препораки, гледам дека има и препораки да се испразнела и водата и вазните по гробиштата и така натаму. Тоа малку не ми е јасно, па тие на гробиштата и онака се безбедни, ништо не може да ги фати, па по најмалку западно-нилска треска. А оние кои па би отишле да ги празнат тие вазни, па може баш тогаш да им се случи нешто, но добро, затоа веројатно има одредени причини за тоа да мислиме позитивно во смисла во кој што ми имаме за што да се грижиме, тогаш значи дека сме живи, дека сме добри, дека имаме уште пред нас и треба за тоа има пред нас цели и треба за нив да се посветиме и да се обидеме да ги решиме сите проблеми со кои се соочуваме. Ви благодарам за учеството, за вниманието. Имајте пријатен викенд и секако помеѓу другото, не само да се испразнат што како треба, особено базени, ако празните, имајте предвид дека особено Жешко, барем прогнозите тоа го најавуваат, време не очекува во текот на предстојниот викенд. Така што, ви посакувам секое добро, во добро да се видиме. Срдечен поздрав.